Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со доктор Анкица Станоевска, специјалист по семена медицина, Бојан Ковски, уметник, и пејачката Калина Александар. Останете со нас до 11 часот. Така, продолжуваме со Здраво Македонија, како што можете да видите и во најавата. Нашите гости се веќе во студио. Повторно имаме интересни професии со кои што ќе позборуваме. Нешто важно кое што се случуваше овие денови, а секако и она кое што ни е денеска актуелно. Во овој дел ќе ви бидеме домаќинки, јас и колешката Милена. Милена, добро утро. Добро утро, Верче, за тебе, за нашите гости, за нашите гледачи. Ние вака денеска облечени во бело и во розово, се обидуваме да го осветлиме малку денот. Малку денов, да, бидејќи ни е доста темен. Да, така кажа и рано наутро оние кои што малку повеќе се занимаваат со тоа и кажуваат какво ќе ни биде времето до крајот на неделата. Се надеваме утре ќе ни биде малку посветло и нема да врне, ама ете, како е така е, важно е ние да однесеме и да пренесеме убава енергија позитивна со нашите гости во домовите на нашите гледачи. Така, Миленче, како што кажа, верувам дека еве барем со боите малку ќе го разведриме ова темно утро и дека ете со убава енергија ќе продолжиме понатаму во овој дел. Веднаш до мене е доктор Анкица Станоевска, специјалист по семена медицина. Добро утро, доктор Анкица. Добро утро до сите вас и до вашите гледачи. Така, драго ми е што еве ова утро сте заедно тука со нас за да ете заеднички го одбележиме светскиот ден на семејната медицина. Така, денеска е светски ден на семените лекари и на матичните доктори. Овој ден се слави од 2010 па наваму од Светската здравствена организација, каде што сепак одлучи да еден ден припадне и на матичните доктори. Така, секако ќе имаме можност да позборуваме на ова тема. Веднаш до вас е Бојан Ковски, кој што е уметник и кој што ете особено ми е драго што денеска си во утринската Здраво Македонија, бидејќи го прослави, ако можеме така да го кажеме, еден 10 годишен јубилеј на сета она работа која што ја работиш и си навистина предпознатив во светот на уметноста. Благодарам и на вас што ме имате денеска во студио и се надам дека ќе си направиме барем убав муабет денес. Така е. Веднаш до тебе ни е талентираната Калина Александар, пејачка. Добро утро за тебе. Добро утро. И ти си со убав повод, но морам да те пофалам дека навистина си голем професионалец, бидејќи иако допатува што се вели вчера и малку поради променливо време си малку и настината, но како ете професионалец не одби поканата и денеска си тука со нас да се држиш. Благодарам за убавите зборови и многу ми е мило што сум тука со вас. Така, и со тебе имаме да позборуваме нешто убаво, бидејќи ете твориш, создаваш, имаш нова песна, секако ќе имаме можност да позборуваме за тоа, а на крајот од разговорот да го погледнеме новиот видео запис. Доктор Анкица, да започнеме ете со вас на некој начин, бидејќи од здравјето си ни започнува. Денеска, како што кажавме, го одбележуваме светскиот ден на семејниот лекар. Под какво значење е лекарот за општото здравје на луѓето? Јас себе пред се ќе искористам оваа прилика да на моите колеги, семени доктори и матични доктори, им го честитаме денот на семените доктори и би кажала дека семениот доктор е постојано се зборува столб на здравствениот систем. Зошто? Затоа што тука е портата каде што всушност доаѓа пациентот, доаѓа со своите проблеми кај матичниот доктор. Матичниот доктор е тој кој што понатаму, значи ќе примени алатки за лекување на сопствениот пациент, меѓутоа и доколку треба тој пациент да биде пропратен на секундарно ниво. Односно, матичниот доктор е тој кој што се грижи за здравјето и би кажала тука дека навистина е голема гордост и голема чест да некој ви го довери здравјето, сопственото здравје и уште повеќе здравјето на фамилијата, бидејќи ние пред се сме семени лекари, односно вообичаено кај матичниот доктор ви се лечи целата фамилија, која што всушност
всушност ја има вашиот пациент. Така да еве јас како постар доктор сум сведок на тоа да сум лекувала баба и дедо пред 30 години, па потоа нивните деца, па сега нивните дечиња. Значи имате една специјалност во која што всушност ја гледате целата фамилија, целата генетика. Со години ги гледате пациентите со нивните добри случувања во здравствениот систем, лоши случувања во здравствениот систем, со самото тоа и со нивниот живот, и на некој начин би кажала дека ние стануваме фамилии со нашите матични пациенти. Дали тоа дополнително, да речеме, еве познавајќи како што кажавте, па тука таа хронологија на едно семејство ви помага да во даден момент кога ќе дојдат со одреден проблем, знаете точно каде да ги упатите со тоа што нели хронолошки веќе познавате историја на одредени болести. Тоа многу помага кај матичниот доктор и јас сум била сведок на тоа да кај некои пациенти, еве скоро имав пациент кој што беше нов пациент и за кој што не знаев нели кои се неговите родители кои што веќе се лечеле во нашата амбуланта, но кога ги видов во моментот заедно, точно знаев што е понатаму нели кај мојот пациент. Така да навистина таа семејна анамнеза и фамилиарна анамнеза ви помага многу, но најмногу во превенцијата која што треба да направите кај своите пациенти, како не би дошло до компликации кои што се случиле во претходните генерации. Така да семејниот доктор има навистина една голема и би рекла клучна улога во здравието на семејството, така да и нашите пациенти го знаат тоа и навистина имаме голема почит од нашите пациенти и доверба пред се. И тоа е она што јас би рекла дека нема цена која што може тоа да ви го плати. Иако матичните доктори постојано се во некоја борба за промени во здравствениот систем, нели? Добро, сите сме ние во некоја борба за некои промени. Гледајќи ги проблемите кои што се случуваат и сосема нормално барајки подобро здравство за своите пациенти. Така, кога сме кај промените, Бојан, верувам дека ти си од оние уметници кои што навистина даде еден печат во македонската уметност на доста трансформации и промени. Декада на трансформација, изложбата која што неудамна се случи во Сулијан, во старата Скопска чарше, изложба инспирирана од 10 години уметничко истражување преку сликарство, преку сликање на тело, најразлични изведби, реализации и трансформации. Како е од денешна перспектива ги гледашете своите дела преку 10 години, кои што и публиката можеше да ги види неодамна на твојата изложба? Искрено, кога почнав да ја спремам изложбава, имаше еден момент кога ги собрав сите дела кои што ги имам направено последниве 10 години и ги разгледував и бев као на дела кои што дури не се сеќав дека ги имам направено. И бев као, па не сум бил лоши пред 10 години. Но моментот е, да, секое дело има своја приказна, секое дело има своја тежина и сум многу среќен на се што имам направено. Во некои моменти сметам дека сум можел подобро, заради тоа и беше моментот на инспирацијата за оваа изложба беа делата претходни кои што веќе ги имам направено, као ретроспективно ги гледав малце изложбава, иако делата се сосема нови целосно на други модели, дури модели кои што ги имав на изложбата претходно на други изложби носеле друг бодипейнт, но ги направив размена као дело кое што не било баш на нив, да видам како ќе оживее на друг човек. Така трансформацијата која што се случи у Сулијан беше многу за мене емотивен настан. Можам да кажам и за мојот партнер на изложбата Бојан Стоилковски, затоа што и двајцата бевме као некоја еуфорија за време на целиот настан за тоа што се случува, како луѓето го прифатија тоа, како сите беа среќни, значи се направи едно сплотување на сите луѓе кои што беа таму, со делата, со музиката, со целиот амбиент. Со сите тоа и видео кое што одеше, така како и главниот момент на изложбата што на мене најмногу ми остави впечаток беше трансформацијата на луѓето кои што беа таму. Не на моделите кои што не ги направивме за изложбата, него на посетителите. Затоа што секој како што дојде се преобрази у нешто сосема друго, нешто што не го знаеме, уживаш во целиот настан,
имаше една убава атмосфера. Така, како беше пред 10 години кога почна Бојан, кога зборуваме еве посебно за цртањето или body painting, имаше ли чудни прашања, стереотипи, па од каде ова, а како сега, бидејќи гледам дека сега многу повеќе го прифаќаат сето тоа, дури и бараат. Нормално. 10 години е голем период, сигурно има голема разлика. Оваа приказна започна како нешто тотално спонтано, како буквално беше предизвик од пријател, као ти не можеш да го направиш ова, ја бев као како Ај сега ќе видиш дали можам или нема да можам. Бев онака као соблечи се. Да видиш Зашто дали буквално можам. тој пријател беше првиот модел за body paint, Леоард Лека, кој што моментално живее во Брисел. Е првиот модел кој што го имам работено со body paint. Значи, се уште му се извинувам на човекот, зашто беше работен со акрил на платно. Сигурно сега е среќан што бил првиот модел, верувај ми. Дизајнот кој што го работев на него за првиот body paint го носеше оваа изложба Марија Лазарова и феноменално го направи тоа. Значи, првиот body paint кој што го работев беше Фараон. И баш Марија ги има тие очи што ги викам јас урочливи, каде што и прилегаше таа да биде фараонот на оваа изложба. Но да се вратам на прашањето, имаше многу повеќе стереотипи, ама не сметам дека тоа беа стереотипи, сметам дека луѓето не го разбираат тоа што јас го правам. Беше повеќе моментот на незнаење околу што е body paint. Затоа што ние на македонската сцена до пред 10 години не го имавме тоа како некој што континуирано го прави и го гради како проект. И во последните 10 години, со сите интервјуа на кои што поменав, со сите изјави кои што ги имам дадено, со сите дела кои што ги направи, сметам дека Со сите изложби. Да, и сум задоволен од целата едукација која што се случи врз македонската публика за тоа што е body paint, што представува, дека тоа не е голотија, дека тоа е дел од уметничката сцена, дека можеш да се искажеш преку тоа, дека можеш да пренесеш порака, дека може да биде у форма на протест, у форма на нешто убаво. Така да сметам дека моментално македонската публика е многу по заинтересирана за body paint, дека и повеќе го разбира сега. Да, дека тој вид на уметнички изразување. И дури со работниците со кои што работам се многу по заинтересирани за самата уметност. Клиентите со кои што работам се многу по заинтересирани за самата уметност, така да Баш ми е драго. Body paintот е на Ние имаме едно видео, Баш ми е драго, браво. кое што од режија би Ни пристигна сега. Да. Па Мислам, ти не знам пристигна дали тебе тоа- сега. Да, не знам дали не е тоа ова. ќе биде закачено, но во овој момент, но сега кога имаме можност да го видиме, но веќе од она кое што ни има испратено, дали еве да, тоа е всушност тоа е последната, така? Не, ова е видеото од промоцијата, Од најавата? од најавата на изложбата, каде што ги споив околу 40 body painti кои што ги имам направено во едно видео, за да се види трансформацијата оствари. Значи започнува од првиот body paint, па се движи кон новите. Да. Браво. За да еве вака и стиковите гледачите имаат представа за што станува збори, како всушност тоа некако изгледа. И убаво представено. Октој беше тоа така? Да. Како ги бираш моделите? Моделите најмногу е според тоа што јас сакам да го работам моментално со Или оние кои што се идејата доволно која што храбри имам. да го направат тоа? Во македонската сцена немам налетано на многу Храбри. одбивање од така. моделите. Најголемиот дел од моделите до сега биле заинтересирани да работат. Да со мене. работат. Така да не би рекол дека има некој момент на срам и такви ствари. Да, се случува, ама тоа не е реткост, што е многу убаво за мене. Но моделите најчесто ги се бираат според замислата на самата изложба и што ќе се случува на темата, темата, да. И си размислуваш кои ликови би биле соодветни. Да. Така? Повеќе зависи од идејата и од уметничкото дело кој што јас го имам замислено
и кој може тоа да го оживее, затоа што моделот е една од најклучните работи на body painting. За да биде успешно така. Браво. Супер. Добро. Калина, да продолжиме со тебе. Оној повод кој што денеска си ни тука, имаш нова песна, Дурнеси Уда. Зашто токму ваков наслов и да кажи ни малку повеќе за истата. Па нешто кратко околу песната. Би сакала најпрво да кажам дека ова беше прв мој проект на кој што и се внесов малку повеќе јас во текстот. Значи си дозволив да напишам неколку стихови. Песната ја работев заедно со Борис Какоринов и со Боријан Деспотовски Бокса и Андреј Николов. Јас со Борис и Бокса се знам не многу одамна, но некако одма почнавме да правиме муаме за музика и нели двајцата се бават долго време со тоа. И одма после тоа рековме зашто да не пробаме песна да направиме. Мелодијата ја склопивме сите тројцата заедно. И после тоа, од кога ја направивме мелодијата, седнавме да го пишуваме текстот и бидејќи тие двајца се такви гениалци, во рок од 10 минути има напишано целата песна. И јас беше предизвик, инспирација? Да, јас седнав со моите 4 стиха, од кои што за едниот не бев сигурна дали е добар или не. И јас сум многу благодарна што не ставија таков притисок на мене дека морам да напишам, нели дека мора да биде кој за колку добро. Но после тоа ми дадоа време, отидов и дома, седнав и напишав нешто што и мене ми значеше, нели, во песната. Да ставиш некој свој личен дополнителен впечат. Точно така, да. На крај ја отидовме во студио кај Андреј Николов, таму ја снимивме. Ово ствари беше многу долг процес на правење на песната. Ние ја почнавме, мислам дека лани во април. Значи година од кога ја почнавме, ја издадов. Тоа беше главно поради други обврски, најверојатно и поради кочење на идеја, да кажам. Но после тоа, кога пак решивме да се склопиме, се вратиме да ја направиме целосно, ни тргна баш како песна и ја склопивме. После тоа отидов јас со мојот верен пријател Бојан Василев да ја снимам. Ова ми е трет спот со него, трет проект заедно со него и дефинитивно ќе продолжам да си работам со него, бидејќи не само што прекрасно работи, тој ми стана многу близок пријател, поради тоа што се разбираме нашите креативни левели, многу ни тргна работата заедно некако. Добро, за такво нешто навистина мора да бидете синхронизирани. Да се има таа магија или како да кликнеш. Да се обидувам да не ги користам тие термини, но да, така ќе не разберат веројатно оние кои што се помлади не следат. Кажете дека ова ти е трет спот? Трет. Така, понатаму што следува? Планираш ли нешто друго до крајот на годинава или сакаш да видиш како оваа песна ќе помине ке публиката? Дефинитивно секогаш имам нешто во фиока. Во фиока, да, баш. Но не знам за до крај на годинава, бидејќи сакам да видам, сакам повеќе да се посветам еве на песнава, да ја промовирам, да ја луѓето да ја видат, бидејќи стварно сум многу горда на овој проект. И ќе видиме понатаму за каков тип на песна би извадила пак, дали ќе продолжам со треба едно летно хитче сега. Да, дали ќе биде јули, август едно летно хитче, обично така се прави. Да. Ќе видиме, навистина тоа оставам на времето да малку да се каже, да. Како ќе се покаже. Доктор Анкица, пролета е променлива, еве гледаме, променливо време, различни температури, навистина така, меѓутоа сите преодни времиња ни се такви, кога доаѓа зимата и есента и сега ете пролет и лето. Препратените повторно со настинки, со вируси, но тука и се алергиите. Бидејќи природата се буди, па неизбежно е самото тоа да некако и се случува. Како ете да се справиме со овие секојдневни сега работи, некои ваши препораки?
Па нашиве чекални никако да се испразнат, би рекла дека немаме сезона, нели, во однос на гужвата во амбуланта, така да и овој пролетниот период е исполнет со многу алергиски реакции. Тука се секако, нели, алергиите на полен, алергиите на прашина се константни, меѓутоа и алергиите на инсекти, бидејќи пролетта е момент кога инсектите малку се разлетуваат. Веќе имавме неколку така потешки алергиски реакции во нашата амбуланта и апел еден до пациентите, сите оние кои што знаат, нели, дека се алергични на полен, посебно во овој период, кога во Скопје сепак за жал, нели би кажала, хортикултурното уредување не е многу богато. Не е само богато, туку не е многу и внимавано што се садело, што нели било во парковите, па тука се оние тополи, тука се брезите кои што во овој период навистина имаат многу полен во воздухот и со самото тоа и бурна реакција кај нашите пациенти. Сите наши пациенти кои што имаат склоност на алергии знаат кое време да си ја почнат својата заштитна терапија. Нормално се обраќаат и за совети до амбулантите, но секако онаму каде што има бурни реакции, алергиски реакции, секогаш апел до пациентот да веднаш се појави во матичната амбуланта, затоа што тоа се ургентни состојби, каде што навистина треба да се аплицира дури и ампуларна терапија, значи да се интервенира со време, затоа што реакциите се бурни, брзи и можат да бидат со големи последици. Посебно би кажала кај внимание кај дечињата, затоа што тие реагираат уште побурно од возрастните. Тоа се наши мали пациенти кои што веќе сме ги виделе со своите алергиски реакции, па знаеме и да нели ги обучиме родителите како да се справат и во домашни услови со таква реакција и секако нели и нашите постари хронични пациенти каде што веќе се видени сите овие диагностики. Еден апел да си ја зимаат заштитната терапија, кортикоспреовите, инхалаторните спреови и доколку дојде до несакана реакција, сепак нели да се обратат кај матичниот доктор. Така. И сега ова е за оние кои што веќе знаат дека имаат алергии, но некако низ годините доста од луѓето кои што никој пат немале алергии се соочуваат со овој проблем. Како на некој начин верувам дека и на сите не им е јасно дека станува збор за алергија, мислат дека се настинати, дека нешто друго има, бидејќи го немале тој проблем до сега. За жал е појавата на пациенти кои што до сега немале алергиска реакција се поголема. Тоа е сигурно поради, би рекла, промена на имунолошкиот систем кај пациентот, затоа што со се поголемата загаденост во градовите, всушност имате алергиски реакции кои што не сте ги очекувале до тогаш. Дури во нашите тестови, често во диагностичките процедури, имате негативност на алергените кои што се испитани, а кај пациентот гледате алергиска реакција и што малку нели ви делува несоодветно, посебно кај пациентот, меѓутоа докторите знаат дека всушност она што е тестирано не пројавило алергија, а имате многу алергени кои што навистина не се тестирани. Тука се би рекла и конзервансите во исхраната, пестицидите кои што се применуваат во исхраната, но секако и загаденоста на воздухот каде што имате микрочестички и микроелементи кои што нели пациентот изреагирал алергиски, а ви ги нема во вашите алерготестови. Тоа не е причина да на пациентот не му се даде терапија, затоа што со лабораториските би рекла испитувања точно се знае дали реакцијата е алергиска, дали е вирус, дали е бактерија, затоа се тука нели матичните би кажала прва линија на диагностика и се знае точно што понатамо во терапијата кај пациентот. Да, секако дека тоа е многу важно за понатамо соодветно да се постапи како што треба. Бојан, ти има ли некојаш проблем со овие алергии? Како се справаш да речеме со ова време? Нека за уметник е вака убаво свежо делуваш наутро. Утрински човек си или не? Не. Мислам, од кај ти специјално се одморили наспол за кај нас ова емисија. Не морам да кажам дека кога те поканим, морам да кажам дека кога те поканим за во емисија еве за да заеднички некако ја одбележиме оваа 10 годишнина и со изложбата која што се случи во Сулијан, дека така што се вели од прва одма кажа да, без разлика што дојде некој колеги леле тоа утринска, па добро да, ќе дојдам, ама кај тебе немаше добро да, него да, доаѓам се бајле. Да бидам на утринска. Да. Ако има потреба, станам се. Да, јасно. Значи професионалец.
Но мислам дека у принцип до кај 8:30-9 сум станат веќе, затоа Епа, што добро. Некој до 12 до моментот кога така ќе каже некој утренска за мене, тоа значи во 6. Добро, па ние почнуваме. Немаме голф ние тогаш. Ама ми е многу драго што не ме вика тоа 6. А не, следен пат Верче ќе го видиме во првиот дел каде што ми се гостите после 7. Тогаш ќе бидам уште посвеж. Не, тогаш ќе дојдеш директно кај нас. Нема да спијам, ќе дојдам, ќе завршиме со емисијата, па ќе се легнем тоа. Инаку пред емисија Бојан нормално те прашав дали сакаш да го кажеме тоа, да не биде дека ти правиме незгодни ситуации тука, но ти утре имаш еден голем момент за тебе, така верувам дека го доживуваш. Може да ни објасниш? Мислам дека воопшто не го доживам како голем Не го момент за доживуваш? мене. Добро. Мислам дека некоја е доста рутинска постапка која што одамна сакам да ја направам и сум многу среќен што дечкиве од Батамет решија дека ќе го направа тоа за мене и дека најверојатно ќе изгледам поубаво во септември. Значи ќе пресадуваш коса. Да, Така? ќе ставам коса. Каде во кој дел може да ни објасниш? Епа, овдека кај што сум убава зачешлам да не ми се гледа дупката. Така каде што мислиш на страна косата? Затоа што во последно време кога ќе дувне ветерот сум како имав еден професор кога бев во основна школа. И тоа ми беше смешно, тогаш веќе не ми е. Како ќе дуднеше ветерот, тоа така се преклопуваше целата фризура. И решив дека не сакам да стигнам до тоа ниво, така да затоа утре са баеле. Започнувам процедурата. Ќе ми стават нова коса, ќе се опоравам некој период, така да заради тоа и кога ме повикавте на самава емисија бев као пред среда, после среда јас не се појавувам во јавност одреден период. Баш ми е драго, ете, што ние на некој начин ќе те испратиме и кога ќе заврши целата процедура да ни ветиш ке нас прво дека ќе дојдеш. Ја моментално целосно се реновирам, моментално и со значи со доктор Гилбер моментално работиме на забеве, затоа и малце шушкам да разборувам затоа што имам протези. Иако не се познава. Да. Па тоа е ова медицинава сега се, да. Што во денешно време на тоа се зезавме со Калтрина, работевме на проектот, викам како што сум почнал годинава, до крај на годинава јас ќе бидам Калтрина. Леле. Ништо не е тоа издање од тебе, вака ремоделинг што ќе направиш. Овој ремоделинг што ќе го направиш, ние те очекуваме во септември да ја почнеме сезоната. Да, година на промена. Ако направам и тело без кошула ќе дојде. Не, да ти кажам, убава ти е црвенава кошула, многу убаво ни го отвори студиото, супер си со кошула. Или боди пейнт нешто. Секако. Добро, се очекуваше вака некако да се развие муабетот, за сепак си уметник сега. Да не бидеме така, нели? Јас не, уцрвено сум дојде, не сум стегнат. Посебно за однесување зборувам нормално, дека малку и ќе се нашалиме и ќе се насмееме и дека ќе позборуваме за некои теми кои што не се нели секојдневни, иако се сосема нормални и кај нас и во светот, но не се зборува толку често, за тоа мислев. На мене е многу нормално да се зборува за тоа, затоа што моментот на грижа за себе е многу битен дел од психата на еден човек. Така е. Така што повеќе зборуваме за тоа, толку повеќе знаеме еден за друг, а од друга страна сме поотворени на размислување и на коментари од надвор воедно. И мислам дека е важно човек пред се да има убаво чувство за себе си кога самиот се гледа, не дека колку тоа другите ќе го кажат да или не. Јас се сега имам многу убаво чувство за мене кога се гледам, значи јас сум човек кој што се сака себе си. Не зборам конкретно за вас, него општо за луѓето. Јас сега сметам дека може подобро. Исто како со моите дела што сметам дека може подобро, сметам за себе дека може подобро. И дека постојат алатки со сето тоа што може да се достигне тоа подобро, ти ги користиш. Секако. Да. Го спомна дека на почетокот се користел боја акрил, рече, за сликање на платно и му се извинуваш на човекот. А со сушто какви бои се црта тело? Значи, има специјални бои? Има специјални бои кои што се за special effects makeup, кои што се за body paint, кои што се за филмови, кои што се вадат од телото, кои што се здрави за телото, кои што целосно немаат никаква штета, буквално е шминка. Тоа мојот момент што работев со акрил на почетокот е многу лошо од моја страна, да речеме, затоа што
Јас имав 22 години, бев детиште, кое што немаше некое многу големо мислење за последици и за како тоа ќе се измие. Баш до ден денеска со Ана Ежова имаме момент со неја имаме работено и до цело време. Мислам дека околу 6 проекти имаме работено со Ана заедно. Ама првиот бодипейнт беше исто на неја со акрил. Буквално мислам дека ми звонеше во 2 часот наутро за да се кара со мене, затоа што се има киснато укада околу 2-3 сати за тоа да падне. Ама ете, да не било тоа, сега ќе ги нема овие случаи да се раскажуваат, така што се е со причина. Калина, работиш ли ти нешто надворете од сцената, пењето? Да, се разбира, но сепак поголемиот дел од мојот живот сум била на сцена, дали тоа било преку танцот, дали било преку глумата, дали било сега последно преку пеењето. Дефинитивно мислам дека таму ја наоѓам љубовта, бидејќи на сцена можеш да си било кој, тоа што сакаш и уживам, нели, да сум на сцена, но надвор од сцената обожавам да моментално работам како кореограф во студиото Broadway Junior, работам со деца од 6 до 18 години. И мислам дека во тоа уживам повеќе од колку што мислам дека ќе уживам. Секогаш сум мислела за себе дека не сум трпелив човек, но кога мора со деца да се работи, мора да си трпелив човек и уствари љубовта кон нив и ми трга се тоа на страна. Значи имам многу трпење. Таа енергија која што ти ја носи. Таа енергија и на пример посебно ми е драго кога ќе видам некој дете кога гледам дека има стварно пасија кон дали кон глумата, дали кон танцот, нели? И кога ќе видам дека е така како жеден да биде да научи, да биде и на сцена, нели, да биде добар и тоа ми е огромно задоволство и мислам дека во последно време размислувам да не да се навратам, меѓу никогаш не сум била професионално во актерска игра во глумата, но цел живот некако те следи тоа, да, ме следи тоа и би сакала да нели да си пробам пак да се навратам во тоа. А зошто да не? Да, зошто да не? Огромна љубов ми е и се надам дека ќе ми успее понатаму. Бојан, еве ти доста започна како сликар, па потоа и ти се надобар за тоа, не ти беше примарно да речеме сликањето на тело, ма никако. На мене ми е се уште примерно масло на платно. Така. Значи јас се уште главниот елемент на мојата кариера е масло на платно и сега спремам нова изложба која што ќе се случи. Се надевам конечно во септември или во октомври, веќе ја спремам, мислам дека 3 години. Така да паралелно кога работиш на различни ствари, сметам дека е многу по исполнително заради тоа што можеш се оттргнеш од едното да заминеш на другото и да се вратиш после да видиш што си направил. Затоа што сега кога се навраќам, затоа што јас завршив со изложбата во четврток, веќе почнавме да се делава масло на платно. Нема одмор. Кога се враќам назад кон тоа што моментално се случува, сум као чекам малце дека имам заборавено ова, дека може ова се поправи, така секогаш идеш на момент го гледаш тоа што си го правил со нови очи, учиш нови ствари низ патот, така да сметам дека е многу здраво кога се посветуваш на повеќе ствари отколку само на една, затоа што кога се посветен само на една работа, тоа ти е целта и цело време целиш кон тоа и тоа е многу добро, затоа што многу побрзо се развиваат работите, но го губиш оној момент на навраќање на како подобро, што фали и така, туку само продолжуваш и твориш. Добро, пред да продолжиме. А штом си танчерка, иначе Калина, можеше слободно да биш дел од изложбава. Така ќе те планирам за наредна обавезно. Размените контракт. Сега пак имаме можност да ги слушаме и останатите коментари. Тука сакав да се надоврза доктор Анкица, бидејќи тоа некако го вклучува и менталното здравје, сето ова кое што вие го договорите, но секако време за малку реклами, малку удишка да се напиеме ние некој чај, кафе тука, заедно со вас секако и продолжуваме со разговорот во студија.